Жената и кога има изгубено својата невинност на гробот на нејзината мајка. И здраво, јас сум Алекс и денеска со мене е... Виктор. И денеска збориме за првиот хорор некад напишен, така? Јеп. Познатата Франкенштајн од Мери Шели. Да, од Мери Шели. Што е прилично позната, мислам дека. Иако на македонски имам најдено само еден превод. Да, дефинитивно. Ама мислам дека проблемот е дека не дека секој друг као приказна. Луѓе најмногу го знаат нејзините адаптација од не од самата приказка. Тоа сакам да кажам, мнозинството луѓе не ја имаат всушност прочитано. Да, ти верувам за тоа, апсолутно. Си управо. Да. И тоа е кај исто е пример као нели проблемот што еден куп од луѓето не само вакво знаа што се дешава во приказка по нејзина адаптација, а не ја знаа по самата приказка. И обично нели адаптацијата се многу положи од самата приказка. Не, апсолутно, да. Мислам дека Франкенштајн и Дракула, нели, се толку популарни што некако има земено живот надвор од книгите. Многу ќе најдеш некој што ретко што века, да, ги имам читано таја, да. Ме редеш, ама сите знаат кои се. Иако га нема читано книгата, сите знаат кои се. Да, пример, нели, као свите мнозинство луѓе пример мислат дека Франкенштајн е името на чудовиштето, кој не е. Франкенштајн, нели... Да, ама сите го знаат тој факт. Сите го знаат тој факт, више. Има и многу луѓе што не го зна. Франкенштајн е името, нели, на чудовиште, на докторот што го има креирано, нели, Франкенштајн. Да. Доктор Виктор Франкенштајн. Мојот име е. Да, Виктор Франкенштајн. Ама, што мислиш за авторот на Франкенштајн? Верниш? За Мери Шели? Искрено? Еден од најхардкор луѓе зашто сум читал, и сум кај... Не ме чуди што ги има напишано првата хорор, што има кај измислено скроз нова жанра. Не ме чуди. Да, дефинитивно. Жената сама по себе има измислено целата жанра на хорор. И тоа поради тоа што била затворена у куќа од прилика колку 2 недели со најдосадниот човек на планетата Земја. Со тебе? Не. Ја не сум, за жал, јас не сум имал такво милениче мечка. Ама да ги имаше таа опција би имал. Дефинитивно, да. Ама не сум толку богат, за жал. Говорим, нели, за господарот Бајрон, кој што исто е као познат писател, ама исто бил многу досаден човек. Познат писател? Па бил познат, технички бил исто и борец за слобода. Да, модешницава многу ретко кој го знае. Така, нема баш толку нели surviving. Мислам, нормално има surviving дела, преживеани дела. Не жел кој знае кога, ама не е толку популарен кај Мери Шели или некои други негови современици. Да, дефинитивно не е толку познат. Повеќе е познат преку Мери Шели, него преку самиот себе си. Да, апсолутно. Ама да, Мери Шели била многу кул жена, меѓу кои што има интересни факти нејзиниот маж, исто така бил писател, и он практично умрел од фактички од каменување, као од болест, нешто у тој стил. Наследна или заразна? Заразна. Лоша. Ама да, и фактичко има умрено му си има скаменето срцето, и Мери Шели му го има чувано срцето, цело време при нејзе свиткано еден од неговите поеме. Тоест една од поемите на Шекспир, пардон. Која? Мислим дека, ако не е, тоест од Ariel's Song од Shakespeare's The Temptations. И кај што иде на англиски Nothing on him that thou fades, but thou suffer a sea change into something rich and strange. Значи спомнавме да га пишела нели дробила у Шведска у рок од 2 недели. Да, зашто требале да нели свите туе каде биле еден куп познати автори, и плюс зашто она била жена, била као ајде сви да напишемо нели као приказка страшна, и она била као
Ќе видите вие. Посебно што господарот Бајрен неа многу е нервирал, кај што разбирам. Па се, не тој кај го прашам, ама да. Да, и Зела го напишала приказката Франкенштейн што ги извадила буквално свите од памет, што биле таму. Океј, да, идејата од Франкенштейн, особено за тоа време што се га надвор, чудни идеи, чуден начин на мислење. Искрено е малце хорор, не дека не, ама баш тој хорор ја што го сакам кај што не е страшно ка страшно, мислам у хорор нели немаш да имаш джампскер кај што имаш у филмови, туку е страшно на психолошки хорор кој ќе седнеш да мислиш за тоа од после. Ме разбираш зашо? Дефинитивно. Сега, ако можевме толку лесно да креирамо кај живот. Да, посебно зашто фактички не влага и научна фантастика, што не е толку популарна у периодот на кога е било Франкенштейн. Да, не, па Тоест не постоело. Да. Мислам дека првиот беше Едгар Алан По, беше првиот што ме пишува на научна фантастика или така нешто. Да, не беше Марк Твейн? Не. Кратките приказни, мислам дека беа некои кратки приказни од Едгар Алан По или така нешто беше. Не знам, може да сум грешка. Не е битно. Ама да, исто, фактички Мери Шели исто била као првата гов жена нека што постоела. Тебе тој факт е неинтересен, мислам дека. Дефинитивно. Исто, мене ми е многу смешно, жената и кога има изгубено својата невинност на гробот на незината мајка. Не знам што ти кажам за ова. Ја не знам, само као damn. Шта рече? Освен damn. Да, нема друга што рече, за жал. Да. Само тоа можка. Не ме чуди, можеш тоа да речеш, не ме чуди. Да, не ме чуди. Иако ме чуди, ама можеш да речеш, ме разбираш? Да, може теоретски. Ама да, нели, фактички како почиња Франкенштейн? Преку писма, ка секоја добра книга. Да, ка секоја добра книга. Не дека тога не било трендот тоа, што Дракула после нели ќе го окупира. Да. Не, и овдека тоа исто цело. И овдека и Дракула, тоа многу ми се свиѓа. Не знам зашо. Ама многу Дракула, особено Дракула, зашто е дневници и тоа препишувани. Овдека е до негде таке, ама не се примеча после почетоков. Друг Дракула се примеча цело време. И у Дракула многу ми се свиѓа тоа. Еден од најомилените аспекти од Дракула ми е тоа. Зашто, нели, ти знаеш све што се дешава, ги имаш поврзано од точките, ама зашто пишува карактери дневници, они ги немаат информација, ти што ги имаш. И кам тој аспект од Дракула многу ми е омилен, ама ќе збориме тоа за друг пат за Дракула, не се така да. Да, ако стигнеме до таму ќе се бориме за такво за следниот тен на вештерките. Да, ќе стигнеме. Ако не за Бъдник се. Да, за Бъдник. Многуцат луѓе што се надворот ето во Бъдник се маскирамо. Да, тоа зборевка луѓе се чудеа за тоа. Да. Добро, не битно. Нели, да, почиња преку писма, тоест почиња, нели, фактички исто ка секоја добра книга, почиња при крај. Океј. Па шо, така е, нели, почиња фактички при крај, нели, сушност овдека, нели, почиња со Виктор Франкенштейн пловејќи кон Северниот пол. Да, се среќава со Морнар, што напамтим кој се викаше. Роберт Волтон. Да. Што идем на експедиција на север и Волтон ни пише, нели на почетокот писма на сестра му, така? Да, пиша писма на сестра си. Да. И као, имамо еден будала човек со нас, ненормален, не? Бетумирање. Беше го најдовмо. По среда го најдовмо. Не беше со нас. Го најдовмо, смрзнуеше, го прибравмо.
Да, а усвари он има отиден намек да е авантура, зашто билка сакам авантура! Уху! И е нели као паралела со... Да, и он е као паралела со Виктор. Да, да. Ама да беше Лавкрафт, ќе најеше нешто таму, ама не е. Така да. Да, не. Да. И фактички што прави Виктор Франкенштајн таму? Виктор Франкенштајн таму се у бродот кој ќе стигне се загрева и почне да им га каже неговата приказна за животот. Што нормално дека Да. тоа мора се деси, нели? Се Почне разбира. од кој бил разбира. мал, од кој бил на факултет, од кој му умрел брат му, од кој му умрела жена му, па се сега шо прави на север. Ама ќе оставиме шо прави на север да кажеме после, зашто знам дека сакаше тоа да го кажем, ама не. Ќе почнеме од Да. кај што иде приказната. Знам Да. дека ти имаше многу сакаш да збориш за Виктор. Кажи зашто е мењак, нели? Што имаш да кажеш Да. за неговиот живот, за неговото детство, за неговата драга љубов? Okay, basically, Виктор бил роен аристократ, многу јасно. И фактички неговите родители, додека он бил мал уште, нашле као... биле фактички, мислим, у сиропиталиште беа. Ако не се, Не. да го сеќам како што треба. Мислим дека така не зград беше или напак Да, или така не изгради, гледа, глеј, убаво плаво девојче. Ајде да ја посвоим. Нешто така беше. Да. Да, она е фактички као се вика Елизабета и е као деме као сирак, ама као благороден сирак. И не така, не, мора да посвоим. Да, Мора и- да спасиме од овде. Да, Ова мора не да е за богати деца. баштија. Да, she's a pretty white woman, we must save her. Буквално. Ама да. Нели после тоа води нели до ги верува, нели заедно. Кои нели Да. ќе понатаму животот, они се нели блиски и неговите родители се ка, вие се благородни, ние сме благородни, ќе ве вериме. Нели? Не, мислим дека тоа малце покасно. Да, малце покасно. Океј, фактички нели за Франкенштајн неговиот странен живот. Океј, basically нели истовремено Елизабета е фактички душа човек. Сака уметно, сака да црта. Да, она е душичка. Да, она е душичка. Да. Исто има, Многу е добра. да, исто и нели го има неговиот најдобар другар Карвал, што е исто душичка човек. Што? Мислим, е добар човек. Е добар ама- човек. Екстроверт. Да, екстроверт е. No, екстроверт. А Виктор е пак голем интроверт. Тоа викам, Виктор е еден од најголемите интроверти што ќе среднеш. Виктор е тие интроверт што не се срами, туку Да, мрзи ги. едноставно као- Разбираш? Луѓе. Не игам да сум око луѓе. Why do Да. people exist? Ама да, он цело време бил као обседнат као да научи како се живот работа и да ги открие тајните на животот. И ова нели продолжа понатаму Да. кога ќе иде на факултет. Тогај не постоел зборот академик или доктор и такви ствари, или научник, Да. нели? И затоа Виктор иде на факултет да стане природен филозофер, нели? Тоа е зборот, a natural philosopher. Не знам зашто тоа ми е смешно. Ја мислим дека требало тоа да го задржиме кај термин. Ја не се Ја согласувам. апсолутно природен филозофер звучи многу по-кул од научник. Ама ти си инженер, така да. Yeah, I am superior. Океј. Да, и нели он иде на факултет, и на факултет нели почна да ги учи природните науки што се нели биологија, хемија, физика. Да, и малце Не математика. знам што друго. Математика не спажи природна математика. Да, ама добро. У природни науки не спажи. Она спажи у математички науки, што ако кај што знаеме ја и ти ги има 200, ама Да. добро. Ама да, Да. не, исто, ама не, нели, ово нека, живот не е толку тежок за креирање. Јас ќе си го креирам. Уахахахаха. Да, да. И почна нели стига на факултет. После некој многу краток период почна да работа нели на неговиот проект да го направи да Да, направи и живот. буквално нели, да мислим ствари дека го живот. прави како Франкенштајн како 5 реченица. Не у 5, мислим дека у 2 страници, нешто така. Небитно,
Ама, У многу краток период го прави. да. Пише само, ги од гробишта ги носи, нели, делови, ги состава и пуп, Да, и прави нешто има мочи. хокус, И го и прави живее. нешто хокус покус со електрицитет и опа, жив е. Жив е. Опа. Опа, жив. Да, ше искрено, човек ше е мртов, да стане пред тебе страшно. Да. И нормално, нели, он се, кој го стане, кој го креира, нели, се сплашува. Да. Че скипне му ми објадил кај што скипал книгата, како е направен. Добро. Да. Нели, и се сплашува и бега од туека. Да, братот си здуна ека, nope, get the fuck out. Да. Бега. И у тој момент, више кој го има создаено тоа, од кој има избегано, тогаш сваќа што има Да. направено. Тога ека, о не, што направив Да, ја. о не, Што што направи. И место се врати, кај нормален човек и да ga заврши работа, да го тепа, да го бротира на лице место туека, Или, он станува да, депресивен. он станува депресивен. Он влага од депресија. Виктор исто малце самоцентричен. Само малце. Кој? Да. Виктор? Не, Не. не, само малце. Не. Виктор? Не, ит. Виктор мисли за доброто на Да, свитот. Освен неговите да, креации. дефинитивно. Ама да. И неговата Да. фамилија. И другар му. И сите Да. други околу него, да. Да. Ама не, нели после се враќа и го гледа, о не, го нема. Да, се враќа, нели, после некое време, мислам, 2-3 сата и го нема. И братот ека, о, фала Богу. Да, он века, фала Богу, го нема. И он, Фала Богу, не морам да се забарам Да. со ово. ќе биде проблем после, зашто после некој период, он се појавува назад. Не се појавува одма, се појавува после, чудовиштето се појавува назад, после година и нешто, мислам дека така беше. Да. Зашто, нели, Виктор на почеток е депресивен, па ќе да е другар му, па ќе го Да, развесели ќе го малку, развесели. па после, нели, ќе се врати дома, и дома кој ќе бие, ќе почне да ga планира Да, свадба. свадба, нели, ќе се венчаа тогај, и ќе почне да ga планира свадбата. Да. И И тек тогај се враќа чудовиштето. да, нели? да. И мислим дека не се сеќавам точно дали овдека као и го краде ланчето на неговата венечка? Не, кој ќе го тепа или кога беше кој ќе го краде, не се. Не се, па добро. Да, и му се представува нека не бегај. Али нека брат, чил, знам англиски. Ама- Или германски? Да. Еално. Мислим дека треба да е француски. Ќе речеме е француски. Ама да, Ама затоа га неши Швајцарија. Шо збора, француски, германски, италијански има не нешто знам. четврти јазик, некој најрандом. Да. Не знам на шо збора, не Да, знам. ама Добро не е прашање. важно. Нели е важно, ама не е важно. И почна Франкенштановото чудовиште као да си го објаснил својот живот. Чекај, скокна малце, скокна. Да. Проско. Нели, го тепува брат му први. Да. Уж тој да скокна скроз. Да. Ти стигнавме за свадба, ти беше и ти скокна кој го тапаја. Не, чекај. Уште да се нема земено. Нели почна да ga планира свадбата, кој се врати зашто умре брат Да. му. Нели? Што се дешаваше околу тоа? Сакаш да кажеш или ја кажи. да зборим? Нели се враќа првин зашто брат му тепан. Така? Да. И он сваќа дека чудовиштето ги му тепано брат му. Нели? Ама тоа не ланчето, не знам што беше, нели од марамче или нешто од брат му, е најдена кај нивна Да, бе, студија. па не, затоа те прашав. Заради тоа- Не, затоа те прашав, дали беше ова со кој ќе го украде марамче. Марамче. Затоа нели те прашав. Да. Да, и ќе фактички ќе ја Да. фреймне И нели- студинка дека го утепал. Да. Иако, нели, Франкенштайн знае дека чудовиштето ствари Да, ги му ама направи. нели Ги му да, и утепано не брат. може ништо да кажеш, ќе мисли дека е ненормален.
Искрено, како да ти кажем, и ја да кажем, тоа ќе ме пратил у Бардовци од лудница негде. гледа, ако Бардовци има станато елитна насадба, така да не е толку лоша идеја. Да, ама ме разбираш, у неговиот случај уште полошо, зашто он е у депресија, ја ако го кажем тоа не сум у депресија, ќе да има поголема шанса да ми верува и да ме праша, ме разбираш што тоа работава, он е у депресија, така свидечи ми се дека халуцинира таа депресија или нешто. Да, плюс тоа не била развиена медицина, така 100% да би го мислеле тоа. Ама да, и он не буквално цело време знае дека Слинка не е крива. And he does nothing. Буквално ништо. Тоа. И мислим, окей, не знам колку се разлика со брат му, мислим дека брат му е мал. Да, брат му е многу мал. Прилично има голема. Да, и знам дека не е поврзан за тоа, ама дека, да, умре брат ми. Ше се прави. Да. Ама, нели после тоа, нели дека... Треба да го планирам свадба, нели? Осе братници, треба свадба да се планира, осета. Да, и нели после тоа, нели, после го гледа чудовиштето дури на планинарење. И после, и тога нели чудовиштето дека, чил, знам да зборим. Да, ти го тебе брат ти, ама слушај дека сега мојата страна на приказката. Да, и почне, нели, со својата долга животна приказна, што те оставам ти да го кажеш. Верувам дека ти го памтиш детал до детал, дори ја памтим главните точки, така да читам сам тебе. Ама да, неговата долга животна приказка од цели 2 години. Цели 2 години, ќе речев 3 месеца, ама повеќе, мислам дека да. Да, нели и тоа е чуваш дека прво нели го има се буди нели новороено бебе шо кур се дешава околу мене. What the fuck? Мислим дека бебења, ја мислим дека тоа бебе никад не би го мислел. Да, сакам да кажам не знае ништо за светот. И едноставно гледа човекот што го има направено, кога само здувно го ставува сам, и новороено бебе факинг здувно. И одма дознава дека луѓе го сакаат толку многу. Да, и дознава дека ауч, огин гори. Што мора свите да го носиме некато живота, I guess. Да, и нели он цело време ги почиња да ги избегнува луѓе, пошто нели он многу јасно се плаши од џин што е направен од неколку мртви тела. Да, апсолутно. Да, кој не би. ме разбираш. Но контекст гледаш некој што направен повеќе виолетови руке, ноги, што очигледно не се све негови. Посебно кога е ова, во 18 и 19 век, fuck, не. Мислим дека 19. Да, 19. И нели он иде и на лето на куќиче. И зема се крие у племјата, практички спаѓат, нели? Да, племја или штала, не помнам. Крие у шталата, нели? Или подруг, Да, и за време на семејството кој краде храната и цело време ги прислушкува. И мислам дека семејството беше составено од 3 лица, старец што е слеп, и неговата ќерка и нејзиниот муж, мислим, нели? Мислим дека беа син му и ќерка му или така нешто. Да, или така нешто и нели. Ама да, и за среќа негова има мислим странец туека, не се сеќам од кај беше. И они го уча странецот на неговиот јазик, и меѓу време друго уча странецот се учи Виктор. И научува да збори. Мислиш чудовиштето? Тоест, Франкенштајновото чудовиште. My bad. Да, ма ти не рече Франкенштајновото чудовиште, ти рече Виктор учи да збори. My bad, I fell for it again. Нарцисист. Да. Да, и он нели после нели наоѓа колекција на книги и кој што Парадайз изгубен. Да, зашто научи да чита. Да, научио да чита. Наоѓа Парадайз. И она одеднаш нели многу поврзан со книгата. Многу се пронаоѓа ѓаволот. Шка, не знам колку тоа треба добро нешто. Мислим, оке, нели у таа книга имамо таси кај што нели Господ го фрља Лусифер у пеколот. Нели Господ го неше својата креација, нели га фрља
Целата јасика мислим дека се Да, се сврзува нели као исто ка мене. Исто ка мене. Да. И нели он на момент кога добива фактички нели добија такво момент сам со старецот и зашто е слеп дека чекај, може да зборим со него. И нема да ме гледа ка чудовиште. Да, и влага си, нели нормално. И почна да му прави муабет. Да. И као почна да му прави муабет и одма стана премногу fucking клинги. Па тоа, прв пат да збориш со некого и некој да му врати. Да. И тоа да збори на нивен јазик, нели? Да. Да, а меѓуре и нели кој ќе дојде да остата го семејството, они се многу јасно уплашени и го брка, нели многу јасно. И он нели човештето паѓа у депресија. Да, нели кој ќе го избрка тоа. Да. И нели пак нели се покажа нели посебно дека чудовиштето пак не е сосема нели чудовиште. Нели не е сосема злобен. Пошто нели после тоа спасува дејче од давање. Само за татко е да го пука. Нели, окей, најкласична нели приказана за хорор, не знам колку е класична пред това. Ама овдека нели и понатаму ги имамо тоа прашање. Дан убиец или некој, нели психопатите, дан е некој таков роден или таков нели ќе стане заради околината, нели? Да. На англиски што нели nature versus nurture. Да, буквално. Све на крај се врти околу тоа. Јас слушај, што мислиш? Не, мислим дека Меришели баш И што е твое мислење? Баш покажа како Меришели дека баш чудовиштето не е родено злобно. Баш покажа нели книгата и низ акциите дека не е родено злобно, дека практички околностите и неговиот изглед го има направено да се однесува на тој начин. Пошто пак нема причина зашто го спаси дејчето, го спаси зашто онака. Окей. Добро, тоа е твое мислење. Да, ти што мислиш? Ја мислим дека што му тепаш еден човек си чудовиште. Така, он има утепано повеќе, така ја мислим дека чудовиштето го заслужува титулата чудовиште, ама добро. Окей, а што ако тепаш неколку самоодбрана? Пак. Шо пак? Ама гледај, не збориме се за ватема, збориме за Франкенштейн. Нели за книга. Дано оваа книга, чудовиштето, има утепано некого самоодбрана или има утепано поголем број на људи за да стигне до своите цели. Ме разбираш? Зашто се збори у книгава? Да, фер. Има утепано чудовиштето некого самоодбрана или некого за да постигне своите цели? Да, за да ги постигне своите цели. Ама пак, Зашто е чудовиште? Да, ама реално, у негова одбрана, чудовиштето не знае подобро и секој пут кој бил у интеракција со људи, секој пробал да го утепа. Буквално сите. Да, добро. И ако он пак не значи дека не е чудовиште. Може по изглед да, ама поентата е он така е бил научен од својата средина. Ете го спасува дејчето. Ама ако е научен од својата средина, пак е чудовиште, кој да ти кажем. После таа граница што нема врска како ќе ја пројдеш, ама кога пројдеш си чудовиште и нема враќањето. Не, ама има пројдена таа граница. Ама не, реално ја би рекол дека дури после ако покажеш кајање, нели ако си научиш нели се прошта. Дури најголемото. Не, извини, кој чутепаш навидно, извини, од кој чутепаш навидно дете, ја немам да ти простим. Извини. Да, ќе речем, чудовиштето секој пут кој видел друг човек, он пробал да го утепа. Буквално свите. И он исто се дете. Технички. Иако не личи ка дете. Пак, зашо требало да утепа навидно дете? Ме разбираш? Поради тоа што не знае подобро. Кој ќе пројде и у книга. Ама гледај, нема врска што знае подобро или не. Било кога, у книга или било кој ќе се пројде таа граница, тој човек или
чудовиште, ама нели, тоа е чудовиште, тоа не е човек више. Знам дека ќе ме збориш за еден куп други медиуми, ама ја таа граница ми е мене граница. И ја свите што ги има пројдено таа ги сметам за чудовишта што не може да се поправи. Се збориме за ова после, зашто знам сакаш моментално ми кажеш еден куп карактери што ги има тоа направено и ќе ме прашаш да ги сметам низ за чудовиште и одговорот е да. Дали мислиш дека Джейми Ланистер е чудовиште? Джейми Ланистер. Да, мислам дека Джейми Ланистер е чудовиште. Не заш не го тепа детето иако проба. Ама проба! Не, И чак што више Джейми Ланистер е целокупен човек. Он знае добро лошо и пак го направи. Гле, окей, да, Джейми е чудовиште, ама пак немам... Ама го сакам. Не го сакам, ама пак може ми би омилен карактер, ме разбираш? Вајес. Добро, ајде да се вратиме на приказката. Ама да, чудовиштето доаѓа нели до заклучок дека нели го бара неговиот татко постава нели Франкенштајн, го наоѓа брат му и после нели е као oh shit го тепав детето. Ај ќе го фреймнемо као ова, ја? Не, го тепав детето. Он го тепа детето за да го изнервира Франкенштајн. И после знае дека га фрейма неа, зашто знае дека работа за Франкенштајн, не за фамилијата. Да. Ама не, добро, не викам. И не викам нека, ајде сега. Не, ти го кажеш када беше тоа све не се качи. Тоа е све спланирано од претходно. Значи, чудовиштето мисли. Чудовиштето има надпросечен IQ, ме разбираш? Чудовиштето мисли и планира однапред. Ти кога што го кажеш, звучи када го направил у одбрана и не се качи. Не, тоа е све спланирано. Мораш да нагласиш тоа. He's just спланирано. a silly child. Не, значи он има испланирано ова све однапред. Кога му доаѓа тоа, premeditated murder е ова. Nah. He's just a boy. Забав. Само ќе речем, дали е Одисеј зло? Океј. Апсолутно. Да, зашто ти сакаш тоа бебе да умре. Апсолутно. Не тоа. Има... Ќе збориме друг пат за тоа, има 10... Не 10, ама има 3-4 места кај што може да направи еден куп различни одлуки и братот увек ги бира најлошите. Океј, не викам, ајде се враќам на Франкенштајн, не викам. И он не вика, доаѓа човештето ми вика, направи ми жена. Навика направи ми жена. Тука е, што е поентата на животот ако немам жена? Да, буквално е тоа, Нели, да, така. и кога нели го му прети, фактички на Виктор, дека нели ако не го направи тоа, ќе му направи нешто многу полошо. Да. И Виктор да го сака, ќе му утепа. Зашто Виктор е глуп. Многу интелигентен, ама е многу. Не, океј, не, Виктор не е глуп. Кај кажа ти прескаше се зафркав му, Виктор е до некој ниво нарцисист. И све мисли само за него и околу него и што може да се деси, да ми се деси мене најлошо нешто, да му утепа. Значи тоа е. А чудовиштето нормално ќе зборим после кога ќе дојдеме од тој дел, ама да. Нели почна да можеме да собира дело и Франкенштајн, нели почна да работа, иде нели привремено у Шкотска ова го прави, нели? На островче мало. Да, на мало островче, така нешто беше. Да прави жена му. И на момент као му сконтува едно нешто што е многу битно. Што ако да него не го сака? Што он ако не го сака него, и нели мислам дека едно од мислите беше што ако има деца? Што ако има деца? Тоа се дете мисли што се многу битни за него. Да. Ама он ги има, мислите, од кој го составише и дали кој требаше го живее, Да, многу касно му дете. И буквално нели као човештето е кај него и он го уништува пред него. Да. Што е многу лошо од него страна. И после нели човештето дека ќе видиш ти. Да, нели само ќе видиш, ќе се одмазнам за ова. И он дека, не му тепа. И после идиотот сконтува што мислел. Братот ке, жив сум. И после вика, shit, жената што ја сакам. Да. Ама да, тоа е чудовиштето, никад нема да го утепа, зашто буквално и на крај
нели кој ќе стигнемо при крај книгава више, чудовиштето уште го нече да го утепа. Туку го влече по него и пробува да го убеди за му направи жена, нели? Него тоа му е цел, не да го утепа Виктор, нема да омуши Виктор, туку му е да го убеди Виктор да му направи жена. Само што не знае да направи тоа на поинаков начин, освен да го душевно да го малтретира. Да. Исто мислам дека при излагање нели му утепа и најдобриот другар, ако се сеќавам убаво? Да, и другар му. Да, и другар му го тепува. Умеѓу време. Другар му, па... Да. Ама не, искрено ја би рекол нели кој го брка до кој го влече кон Антарктикот, дека он пак дека не го утева, што пак го гледа до неде татко. Мислам дека не, ама добро. Добро, пак е технички единствената вистинска фамилија он дека што има. Човекот што го креира. Добро. До негде. Да. До негде, да. Да. Што се дешава на венчавката, ќе продолжиме или? Нели го утепо Хенри после на венчавката. Да, и му вика нели ќе се вратим на твојата ноќ на венчување. Дека shit ќе му утепа тога. И он добија ментален лом, се враќа дома у Женева и ќе се жени за Елизабета ова на баба. И он го утепува неговата венчавка. Да. И она после тоа умира татко му од жал. Да, татко му е... Рашен, овдека беше Виктор има 30, негде 20 нешто години, татко му има околу колку, така да... Да, више постар човек. Се дешава на тие години. Да, и уште ова му фалеше човекот само умира. Да, слабо срце на тие години, така е тоа. Да, и буквално, останува без ниеден семејството, нели кој мајка му умира порано и кој наистина последна желба е он да се земе со Елизабета. Тоа забравав, но го спомнем, не видно. Да. И останува без никого, настана нека ќе утепам чудовиштето. Ќе бркам до крајот на светот, буквално, нели? Ќе бркам до крајот на светот и ќе го утепам. И го брка до Арктикот и нели завршува нели кеј овие на бродот. Да, зашто е заглавен. Да. И фактички у времето умира хипотермија и умирам. И нели ќе тркне. И нели капетанот вика демм. И од нигде никаде се појавува чудовиштето. Да, ека. Да можеше поинаку да завршиме ова, ама тоа беше единствениот начин што ми текна да ту бедим. Да. Нели? Ека, да можеше поинаку. Да, не, затоа викам кога пак до негде како го гледа ка татко. Нели пак е тужен од неговата смрт. Тужен, ама мислам дека повеќе тужен заради тоа што немаха да му направи жена се. Да, мислам дека и тоа, ама мислам дека пак до негде го гледа и пак ка татко. Ја мислам дека тоа е, нели, каша Виктор, кој немаше више фамилија и кој да го сака и кој да сака, отидна на само, нели, suicidal mission. Нели, така и се чудовиштето. После тоа, зашто дека нема надеж за мене. И тој еден што беше што можеше ми помогне, го нема више. Да, и нели вето као ќе направи као за огниште ќе се фали од него и ќе се запали. И фактички снема од бродот. Да. И капетанот нели ка what the fuck неќам авантура, сакам дома да идам. Кој не е бил тој случај? Буквално, да. Гледаш колку е човештето големо, као 200 метра? 2 метра усвари, јама 200 метра. 200 сантима, пардон. Затоа викам 200 метра. Добро, 200 сантима, 2 метра, нели? Од прилика. За тоа време, кога што просечната висина била 160, тоа е многу. Мислам дека тоа е била 170, мака. Тоа, не видно. Буквално джин. Така е нешто, ниски луѓе, ама да. Буквално джин. Да, баш джин, буквално. Се појавува и си као, Буквално. масакрирал basically цело семејство и си као, I wanna go home. Да. И маги мише тоа завршува приказката. Што, реално за модерни стандарди Да. не е толку страшна. Која е најстрашна приказка што ги имаш прочитано?
Не, искрено, моментално, не знам, евентуално би рекол као такво Innsmouth од H.P. Lovecraft. Тоест, сенката Ама, над Innsmouth. да. Пардон. Да, знам која, да. Ама добро, ова е такнички, нели, готик хорор, што е прилично различно од Козмик и од ова и од онама. За готик хорор што имам прочитано поиќе. Ова не е лоше, Не, добро. реално, Да. одлична книга е. Посебно као за... Гледајќи дека е првата, феноменална. Да, не, апсолутно. Едно, ако нема да го прочитам на нормално, нели мора да се прочита оваа книга. Да, дефинитивно. Само проблемот е нема преводи на македонски што е Ја најхално. ја читав на англиски, има ја копија у American Corner и таму го гледав за 2 недели ја прочитав, зашто таму ти ги дава книгите за без пари. Да, исто, многу Да, кратка. релативно кратка, мислим дека е помалу од 200 страни. Мислим дека е 150 така Кратка е. Што, гледајќи дека е напишал у 2 недели, Да. има логика. Мислим, да, добро, да, ама пак, стил... Кратка, ама е добра. И затоа, нели, малце некои настани сака убрзани, сака, пример, нели, креацијата и тоа сака, пројдемо на брзина, чекај, да стигнемо после главното. Не, реално и кога разбирам зашто креацијата е толку малце фокусирана, пошто нели као Мери Шели не било научник и као нели пак е дава некоја мистерија околу креацијата на чудовиштето. Да. Ама затоа и нели кога не ми се свиѓа Завршуваме све овде? адаптацијата, зашто никоја адаптација не ја следи оригиналната приказка. До негде га се, да. Тоа ама- негде, ама као... Да, слабо. Не е тоа. Да. Добро, сега се многу добра книга, би ја препорачал на сите, исто ка ти што рече, и тоа е тоа. Океј, се гледам, фала ви за вашето внимание, се надевам дека ќе не слушате за следната епизода, што и да е, зашто очигледно сме лоши предвидување, што ќе биде следната епизода? Следната епизода треба да биде The Two Towers Lord of the Rings, мислим дека... Ќе видиме што ќе биде. Мислим дека треба тоа да е. Ако испадне све кај што треба по плановите. Да. Ама добро. Уште еднаш, фала ви за вашето внимание, се слушаме во следната епизода.